Popole odat argati mladi nevesti. Popole odat argati mladi nevesti. Afion mi kopat, potieni bibeleški. Afion mi kopat, potieni bibeleški. Pato govori Grozdana moma u baba. Pato govori Grozdana moma u baba. Ikonea Nevena Georgijeva. Ikonea Nevena Georgijeva. Peznini beat ajduški em partizanski. Peznini beat ajduški em partizanski. Ivo peznite zboruga, smrtli i sloboda. Ivo peznite zboruga, smrtli i sloboda. La 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 Интернационалните бригади ја загубија шпанската граѓанска војна, но создадоа способни политички кадри кои ги предводеа партизанските одреди кои излегоа како победници од Втората светска војна. Денес фашизмот го има променето својот појавен облик. Не маршираат војници со фашистички символи и поздрави, но фашизмот не е поразен. Напротив, тој постојано се манифестира преку културата. Да се добие културната војна со фашизмот е секако предизвик за социјалистите широм светот, поради што и социјалниот центар Дунја е дом на интернационални уметничко-политички колективи, како овој хор од Италија, кој не почести со изведба на песна за народниот херој Невена Георгиева Дунја. Токму Дунја и првиот скопски партизански одред ќе бидат во фокусот на оваа завршна репортажа за прогресивното минато на Скопје од првата половина на минатиот век. На 22 август 1941 година кај местноста Чифлик во близина на градскиот парк бил формиран првиот скопски партизански одред од страна на 12 мина борци. Одредот во наредните месеци броел 42 со мешовит национален состав. Македонци, албанци, срби, турци, црногорци, хрвати и чеси. 17 мина од нив го загубиле животот во текот на војната. Невена Георгиева Дунја е родена во 1925 година во Скопје. Таа е учесник, односно основач на првиот скопски партизански одред и на нејзините 16 години станува првата жена партизан, односно партизанка во македонските партизански одреди. Понатака во 1942 година таа се приклучува на подготовките на партизанскиот одред, на струмичкиот партизански одред, а истата година па во лето во отсуство е осудена на 7-годишна затворска казна. Есента истата година таа се приклучува на велешкиот партизански одред Димитар Влахов. Одредот бил нападнат кај селото Папрадиште. Се развила жестока нерамноправна битка, во која непријателот бил далеку поброен. Неколку партизани на чело со Дунја ја бранеле својата позиција. Во декември истата година, заедно со нејзините другари, се содруваат со бугарската полиција и велешките контрачети, каде што Дунја е тешко ранета и умира. Што прават контрачетите? Значи, контрачетите го искасапуваат нејзиното тело и ја отсекуваат главата и ја закачуваат на кол и така ја шетат по велешките села. Се со цел да го исплашат населението и да ги одвратат од антифашистичката борба.
Бевме во основни и во средни училишта и забележавме дека фалат бисти на лицата по кои се именувани, а особено тоа важи за социјалистичките борци. Бевме во старата Скопска чаршија, забележавме само една табла за значајната црвена општина, но друго спомено бележе немаше. Бевме и да видиме што има од шпанските интернационални борци, но видовме само една улица од 50 на метра. Дали се работи за вандалски чинови или се работи за порака некоја што сака да ја упатат властите, што мисли Джела? Па најверојатно причината се состои и во двата аспекти, односно се работи сигурно и за вандализам, но од друга страна јас повеќе мислам дека сепак се работи за политички чин, затоа што тукашните држави, особено на Балканот, сите имат големо државни, големо национални идеи и во нивните, приказни историски всушност не се вклопуваат заедничките борби кои што тука народите ги воделе. И затоа мислам дека повеќе се трудат државите денес да изградат некоја етнички чиста приказна, врз која што ќе се основа цела национална идеја. И затоа мислам дека сепак се работи за политички чин. Од друга страна би истакнала дека таа заедничка борба на народите кои што ја воделе тука е основана на класна и антифашистичка борба и тоа е многу важно. И сега ако ние го отфрлиме делот со заедничката борба, тогаш го отфрлуваме делот на антифашизмот и делот каде што народот се борел за некое класно ослободување, да кажем. А така може да се добие впечаток, можда и тоа е целта крајна, дека уопште немало таква борба, не се одвивала. Апсолутно, да, па тоа е, тоа што не се учи во самиот образовен процес, не се споменати некои луѓе и во јавниот простор, како што каже, не им се оддава веќе простор, тоа не говори за ова. Мора да најдеме некој друг простор каде што нема само биста или споменик. Жива ли е оваа борба? Секако дека е жива и затоа би предложила да отидеме во социјалниот центар Дуња, каде што всушност се одвива жива антифашистичка и антикапиталистичка борба. Ајде. Но да наминеме прво до АКСЦ. Место замислено како слободна зона за критичко размислување, дебатирање и активизам, место на анархисти и социјалисти кои действува во различни правци, од студентски протести до формирање политичка партија, за подоцна, после низа политички премрежија, да се вратат во социјалниот центар Дуња кои, благодарение на новите генерации кои доаѓаат, и денес обстојува и ја продолжува социјалистичката и антифашистичка традиција во Скопје. На само 50 метра од социјалниот центар Дуња се наоѓа старото АКСЦ, сместено во железничката зграда. Таму разговаравме со Ана Тодоровска, психолог и активист, една од основачите на АКСЦ и колумнист на Гласни идеи. Овие вас кои што ги правеше истиве тоа од мебел некои работи, тука ги правеа. Во овој дел баш дека добро, поентата ми сакам да кажам дека настана како одговор на своето време, дека природно настана тој колектив. За еден слободен простор за слободно изразување. Автономниот културно-социјален центар или познат како АКСЦ беше отворен на 22 ноември 2013 година. Овој центар настана како природна потреба за еден слободен простор во кој што ќе може да се негува и активизам, и критичка мисла, и слободен уметнички израз. Тука членуваа многу различни колективи со различни позадини и поединци и групи, каде што се организира многу различни типови на настани и можам да кажам дека за време од една година, која што има 365 дена, се случија повеќе од 200 различни видови на настани. Секој кој што сакаше да организира настан можеше тоа да го направи слободно, без никаков надомест, АКСЦ имаше и своја библиотека.
На овој начин практикувавме односи на солидарност, на еднаквост помеѓу себе и колективот беше хоризонтално поставен, така што сите заеднички ги носевме одлуките по принципот на директна демократија. Во АКСЦ се случуваа поетски читања, литературни вечери, музички настапи, театарски перформанси, заедничко готвење, солидарна кујна. Првиот колектив на АКСЦ се состоеше од околу 30 на луѓе, кои што во текот на една година направија многу настани. Меѓутоа, бидејќи тоа бараше многу енергија и ентузијазам, со текот на времето и секој тргна по свој пат. Беше тешко да се одржи финансиски овој простор, бидејќи беше потполно автономен и зависеше од донациите на учесниците, на посетителите и од самиот колектив. Па така, после 1,5 година, колективот значајно се намали, секој тргна по свој пат, меѓутоа дел од учесниците останаа во овие води и започнаа нови иницијативи, продолжија со нови движења, нови организации, покрај тоа што немаа сопствен простор. На тој начин настана понатаму и колективот на Социјалниот центар Дуња, кој што постои денес, кој што го основа и го создаде новиот простор во кој што денеска се наоѓа Дуња. Aiuși empatizasti, pesmeni beata iduși, aiuși empatizasti, iho pesmi dezvoruga, smrtli sloboda, iho pesmi dezvoruga. Во Дуња ќе разговараме со Васко Цацановски, своевремено член на колективот на АКСЦ и основач и член на колективот на Дуња веќе 8 години. Во тебе да гледаме во него? Не, во него гледа. Како да сум дошол ја како гостин да сум. Значи најпрво до идејата за ваков центар, тоа значи зборуваме за 2016 година, од 2015-2016 официјално отворивме го за јавни настани негде есента 2016 година. И се разбира една од темите на луѓето што го иницииравме како да се вика социјалниот центар. Значи ние има социјален центар не беше општата именка, меѓутоа се како да го викаме. Еден од предлозите што го прифатиме беше Дуња, не заради плодот Дуња, туку во чест на Невена Георгиева Дуња, која што била, за тие што не знаат, една првоборка, односно девојка на своји 16 години која што се приклучила на првиот скопски партизански одред, значи зборуваме за летото 1941, кога само десетина партизани се охрабриле да се приклучат на борбата против фашистите. Во нејзина чест, потигнете од нејзината храброст, едноставно сакавме да не остане нејзиното име заборавено, во наш современ контекст да продолжиме идејата за рамноправно општество, поправено општество, на како што ние веруваме дека Невена би се борела во своето време. Социјален центар малку погрешно може да биде сватено од луѓето во смисла на центар за социјални работи, грижа за социјални случаи. Сме имали такви акции, познати беме особено во времето кога беше на голема зима, кога ги отвориме вратите за преспијат бездомници кај нас. Меѓутоа, целта на социјален центар е она што и во англиски значи social center, значи општествен центар, community center на заедницата, отворен не само за луѓето што се активно вклучени во него за да се организираат настани, туку отворен е и за останатите луѓе да организираат настани, и тоа поентата без никаков надомест, воедно и да се приклучат во социјалниот центар во активностите. Спектарот на активности на настани кои што се случуваат е од најширок, од денешниот од област на културата, дебата од област на културата, од различни гости се тука, различни иницијативи и организации. Потоа имаме, додека сме во таа сфера, има изложби, има концерти од локални и странски изведувачи,
имаме промоции на книги, има дебати, проекции. Поддржуваме секаков тип на настани од независна културна сцена, меѓутоа особено сме и ние организираме и охрабруваме настани од широк спектар, меѓутоа кои што се општествено ангажирани, кои што несат нека општествена порака која сметаме дека е вредно во моментот да се актуализира.